Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Започна изградбата на првите 10 километри на автопатот Миладиновци-Штип на територијата на општина Свети Николе. Градежната механизација на кинеската фирма Синохидро, која е изведувач на градежните работи, веќе ја пробива делницата. Стартуваа градежните работи на автопатот што ќе ги поврзува Скопје и Штип преку Свети Николе. Градежната механизација веќе го расчистува теренот на дел од локацијата каде што ќе поминува новата коловозна лента. Претходно целосно беа завршени експроприацијата на земјиштето и исплатата на надоместокот на собствениците, на кои им е оставена можноста да го расчистат теренот ако претходно на него имало објекти. На почетокот на работите на новата сообраќајница присуствуваа представниците на изведувачот и градоначалникот на Свети Николе. Овде изведувачи ќе биде компанијата Синохидро од Кина, кој што ќе ја прават оваа делница во должина од некои 10 километри. Моментално се наоѓаме на локацијата на Кантонче, каде што започна изградбата. Се надеваме дека за 3 години овде ќе имаме модерен убав автопат, кој што ќе не поврзува на само 15 минути од Скопје и ова, реков, ќе биде на општо задоволство на граѓаните. Од кинеската компанија која ќе работи на изградбата на автопатот се задоволни од досегашната соработка со местното население и поддршката што ја имаат од општините од регионот. Исто така се уште има можност за вработување градежни работници кои ќе бидат ангажирани преку Синохидро. Сите оние кои што не аплицирале, огласот е во тек, нека аплицираат, има многу позиции, многу работни места кои што се отвараат, апликацијата е во агенцијата за вработување и со самото тоа нели ќе на интервјуто ќе се стекнат со можност да во наредните 3-4 години да работат нови проекти, да бидат дел од овој проект и нормално да обезбедат екзистенција. Според најавите, изградбата на автопатот Штип Миладиновци, како и новата автопатска делница од Кичево до Охрид, е планирано да обезбеди 100 нови работни места. ВМРО ДПМН на прес со порака. Гласот за бројот 5 значи големо да за 1800 вработувања. Од Општинскиот комитет на партијата се осврна на реализирањето на странските инвестиции во Кочани. За да дојдат странските инвестиции ни беа потребни реформи, менување на закони и менување на амбиентот во Македонија. Владата на Република Македонија начело со ВМРО ДПМН во соработка со локалната самоуправа го стори сето тоа. Затоа од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН велат: да, доаѓаат и се отвораат нови работни места и во Кочани. Ние како општина добивме значајни странски инвестиции. Кочани го доби Амфенол, американска компанија која представува странска инвестиција од 6 милиони евра во производствен капацитет во Кочани. Инвестиција која досега вработи 103 лица, компанија која до крајот на годината најавува до 300 вработувања, а вкупниот број на вработувања го проектира на 1500 вработени во следните 5 години. Според зборовите на потпредседателот на корпорацијата Амфенол и директор на автомобилската групација во компанијата Џон Тренор. Иванов се осврна и на инвестицијата на холанѓаните, што почна да се реализира неодамна. Кочани ја доби и Антура, холандска компанија која гради репроцентар за цвеќе, орхидеи, на влезот во Кочани. Инвестицијата е вредна 6 милиони евра и ќе вработува 300 лица. Погонот на холандската компанија Антура ќе биде готов до средината на оваа година, а првите вработени на обука ќе заминат во средината на јуни. Репроцентарот со пробна работа ќе започне кон крајот на годината. Вашиот глас за бројот 5 за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и вашиот глас за председателот Иванов значи само едно големо да за 1800 вработувања во овие две фабрики, кои значат поголема сигурност за 1800 семејства во општината. ВМРО ДПМН е партија што ги поддржува сите граѓани, заврши Иванов. Гром со представување на градскиот пазар. Ке се бориме за интересите за сите граѓани, порача носителот на листа во тројката Штерио Николов. Штерио Николов, носител на листа на Гром во изборната единица 3, на градскиот пазар оствари директни средби со граѓаните. Доаѓам од Велес, но ќе ги штитам интересите на сите граѓани во третата изборна единица и целата држава, порача Николов. Со самиот денешно доаѓање во Кочани и Кочанско сакаме да им ја презентираме на граѓаните нашата програма, која е малку поширока и секој кој што би можел да ја разгледа, сигурно дека ќе се најде и себе си и пошироко што тоа
во самата програма обработува границката опција за Македонија. Ние офаќаме повеќе области, односно сите области, како за оживување на стопанството, развој на економијата, поквалитетно здравство, департизација на судството, потоа имаме од културата, спортот, образованието, се тоа е вклопено во нашата програма. Ке се залагаме за регионален напредок на самата трета изборна единица, каде општините се претежно од рурален карактер, а доминира земјоделството и сточарството, подвлече Николов. Во нејзе треба да се запазат многу моменти, како од градење на брани, мелиоративни системи, потоа знаеме дека и во овој крај има многу земјоделци, тогаш треба нафтата да ја без акцизи да се дава од страна на државата или со помал данок. Откако ќе ја прочитаат програмата во која ќе се пронајдат себе си, на 27 април граѓаните да ја дадат поддршката за бројот 8, порача Штерио Николов. ВМРО Народна партија повика на обединување на целиот македонски народ. Во очи на празникот, велат, не сакаат критики, туку подпирање на вековните традиции. Во духот на предстојните празници нема да критикуваме никого од причини што предстојниот празник представува празник на празниците, спој на верата и традицијата, која што нам македонците ни помогна да се одржиме низ вековите кои поминаа, рече Лјупчо Стоилков на пресот на Општинскиот комитет на ВМРО Народна. Затоа, во оваа прилика ќе побарам од вас и од Бога да помогнете во одржувањето на нашите корени, во негувањето на традицијата преку искажувањето почит кон вашите предходници, кои што несебично се жртвувале и ни овозможиле да бидеме тоа што сме. Почитта кон родителите и семејството е суштината на постоењето на секој народ, на секоја нација. Затоа сме должни на нашите поколенија да им овозможиме пристоен живот на татковото огниште. Да посакаме Бог да им даде разум на сите оние кои што придонесуваат за демографска, економска, социјална и политичка катастрофа на Македонија, а нам да ни даде сила тоа да им го простиме, верувајќи дека не знаат што прават, рече Стоилков. Како луѓе, да се обидиме да им простиме на оние кои што ни сгрешиле. Нека Христовата жртва ни даде верба во луѓето и сила на целиот македонски народ да ги надмине ситните лични интереси во корист на националните. Во името на ВМРО Народна партија сакам да ви ги честитам престојните великденски празници и да повикам на обединување на целиот македонски народ, бидејќи само така ќе успееме да го држиме она што ни го оставиле нашите предци. Откупот и пласманот на шумските плодови се уште е без финансиска поддршка од државата. Сдруженијето на откупувачи на овие производи наскоро ќе поднесе барање до ресорното министерство, од каде се очекува дека ќе се добие позитивен одговор. Откупот на шумските плодови и нивниот пласман на странските пазари е една од значајните ставки за остварување девизен прилив во државата. Годишно од Македонија во просек се извезуваат по околу 2000 тони печурки, билки и други плодови, од што се остварува чист приход од околу 15 милиони долари. Во државата постојат неколку лиценцирани предпријатија кои имаат дозвола да се занимаваат со оваа дејност, меѓу кои е и предпријатието Екстра фунги од кочани, кое со години е присутно на западноевропските пазари. Поради специфичноста на производството што е тесно поврзано со временските прилики, во Сдруженијето на откупувачи на шумски плодови при Стопанската комора на Македонија размислуваат да побараат поддршка од државата. Ние досега не сме побарале за дали субвенции, дали некој помош од владата. Повеќе беме насочени околу овие дозволи и давачки да не бидеме преоптеретени за да можеме да си ја бавиме својата работа. Така да сега е ова една добра идеја или да како сдружение да побараме од владата, ќе го даеме како предлог сега, натаму ќе се одлучат и. Субвенциите би можеле да се доделуваат за стимулирање на извозот на шумските плодови, но и како дополнителна помош за собирачите кои работат во специфични услови. Според Антовски, тоа би требало да овозможи и освојување на домашниот пазар, каде се уште малку се застапени овие производи. Еве сега правиме некои напори бидејќи овие производи се доста природно еколошки,
Значи ние од годинава направивме некои производи, на суви и на замрзнани печурки, сакаме да пуштиме и тука во Македонија во продажба, бидејќи сега по новото си природна храна, едно друго све свето оди натаму, па ова се 100% природни, не се прскави, не се култивира, не се произведувани и така да кај нас има малку послаба култура на јадење, на овие производи, али мислам дека со теко на годините и дека и тоа ќе биде на повисоко ниво. Проценките се дека во Македонија со собирање шумски плодови, односно печурки и лековити билки, повремено или постојано се занимаваат околу 50.000 семејства. На тој начин тие обезбедуваат дополнителни приходи, а за некои е и главна дејност затоа што се невработени или лица кои немаат други извори за екзистенција. Доколку државата даде финансиска поддршка за откупувачката дејност, можно е девизниот прилив на годишно ниво да надмине и 20 милиони долари, за што постојат и природни предуслови. Во Центарот за култура Бели Мугри изложени делата Лесново 2013. Имавме чест да ја отворам нашата ликовна колонија Лесново 2013. Значи тоа се ликовни дела на уметници кои што учествуваа на 22-та поред ликовна лесновска колонија. Таа се одржува традиционално секоја година. Минатата година имавме гости од Хрватска, Србија, Бугарија и Македонија, доста квалитетни слики. Мислам дека локалитетот Лесново е многу добар за инспирација на самите уметници, затоа што освен природните убавини, тука и нашиот манастир, Лесновскиот манастир, кој е еден од најстарите во Македонија, секоја година сите учесници откако ќе предстојуваат, значи нашата ликовна колонија е 7 дена, откако ќе предстојуваат, се заминуваат на вистина со убави впечатоци, оставаат убави ликовни дела и од минатата година нешто интересно што можам да споменам е заштита на сите овие ликовни дела. Претходниот период, сите ликовни дела кои претходно биле направени имаше еден бран на продавање, меѓутоа заземавме став заедно со нашата локална самоуправа дека тие треба да останат на Домот на културата, односно ние сме општинска институција на општината како едно богатство што треба да го наследуваат наредните генерации. Може да се дадат на реверс, значи да предстојуваат овие ликовни дела во институции каде што ќе може да се погледнат, меѓутоа продажбата е забранета. Во моментот има изложено од нашата ликовна колонија 18 се извинувам дела, меѓутоа тие се повеќе, оваа година имаше 26. Овде се донесени толку затоа што просторот кој што го употребувате како галериски можеше толку да се изложат. Ќе останат 15 дена и ги поканувам сите жители на општина Кочани да повелат да ги разгледаат. Со пригодна програма и прогласување на најдобрите ученици, вработените во Средното општинско училиште Гошо Викентиев го одбележаа патрониот празник. За ученик на генерацијата е прогласена Ангела Крстова од 4 М3 клас. Представници од локалната самоуправа, членови на општинскиот одбор на Сојузот на борците и делегација од училиштето празнично и достоинствено го одбележаа роденденот на патронот Гошо Викентиев. Положија цвеќе на бистата и со кратка програма што се одржа во холот на училиштето му одадоа почит на патронот. Денес во нашето училиште обележивме уште еден патронен празник, во низата успешни обележени празници. По повод патрониот празник е извршено неколку подготовки претходно, извршен е турнир во фудбал и во кошарка и се прогласени денес победниците во Јана Плевари. По повод патрониот празник е организиран и конкурс на литературно читање на темата Вечна Македонија. Денес се доделени пофалници на наградените ученици. Традиционално на патрониот празник се дават јубилејните награди на колегите кои исполнуваат 10, 20 и 30 години од нивната успешна работа во училиштето. На сите професори и ученици кои имат воннаставни активности се доделени благодарници. На одбележувањето на патрониот празник се читаа стихови за животот и делото на Гошо Викентиев. Учениците читаа стихови од познатите поети Гане Тодоровски, Михаил Ренџов и Тодор Чаловски. Деновиве, поточно на 19 април, се наполнуваат 94 години од раѓањето на патрон на училиштето Гошо Викентиев Димитров.
Гошо Викентиев Димитров се школува во Кочани, Штип, образованието го продолжува во воено-хемиското училиште во Крагуевец. По враќањето од Крагуевец работи во локалната самоуправа во општина Кочани. Потоа бугарските окупатори го собират во Пловдив, по враќањето од Пловдив тој учествува пак како образован личност во работата на локалната самоуправа, за да на крајот ја напушти работата од локалната самоуправа и учествува во борбите за ослободување на Кочани. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник беше објавен конкурс за избор на лични творби на ученици од училиштето на тема Македонија вечна. Прво наградена на конкурсот според жири комисијата е ученичката Ивана Карова. Второ наградена е Михаела Стоилова и трета награда доби Дора Ѓоргиева. Прво наградена за ликовна творба е ученичката Ана Стојчева, втора Викторија Митрова и трета Драгана Лазарова. За патрониот празник беа одржани и меѓукласни спортски надпревари во фудбал и кошарка и им беа врачени награди на победниците. Награди добија и најдобрите ученици од сите три струки, според правилникот за избор на ученик на генерацијата и изготвените ранг листи. Наставничкиот совет на училиштето на седницата одржана на 16 април 2014 година за најдобар ученик од машинската струка го прогласи Никола Николов од 4 М1 клас. За најдобар ученик од електроструката е прогласена ученичката Ангела Крстова од 4 Е3 и од сообраќајната струка ученичката Анета Нацова од 4 С клас. Од нив за ученик на генерацијата е прогласена ученичката Ангела Крстова. Според традицијата, тие ја добиваат наградата на фондацијата што ја основа семејството на патронот Гошо Викентиев. При одбележување на патрониот празник на училиштето се доделуваат и јубилејни награди на вработени во училиштето кои непрекинато работат во него повеќе години. Годинава награда за непрекинато 30 годишно работење во училиштето им беше доделена на професорите Зоран Андонов, Весна Величкова и Илија Димитров. Јубилејна награда за 20 годишно непрекинато работење им се додели на професорите Слободан Темелков и Голубина Цекова. Младинската организација од Средното општинско училиште Љупчо Сантов организираше хуманитарна великденска активност за помош на учениците со лош финансиски статус. Кон настанот се придружија и учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи, каде се одржа настанот. Хуманитарен великденски хепенинг организираат членовите на младинската организација од Средното училиште Љупчо Сантов од Кочани за помош на нивни соученици кои се со лош материјален статус. Поради лошите временски услови, наместо на отворено како што беше првично планирано, настанот се одржа во холот на основното училиште Свети Кирил и Методи. На средношколците таму им се придружија и основците, кои исто така беа дел од великденскиот хепенинг. При тоа беше организирана продажна изложба на предмети и ракотворби изработени од самите ученици, со намера да се соберат што повеќе финансиски средства. Идејата беше да помогнеме на социјално загрозените ученици од нашето училиште во купувањето на униформите, училишни помагала, еве трета година сега се организира училишна екскурзија и на социјално загрозените семејства колку што е можно со собраните средства од великденскиот хепенинг да им помогнеме. Се вклучија активно сите ученици од прва до четврта година, соберени се доволно средства, кочанчани ја покажаа денеска својата хуманост, а исто така надеваме се дека ваквите активности ќе продолжат и во наредниот период и нема овде да застанеме со реализирање на вакви активности. Организирањето хуманитарни активности вообичаено се поврзани со престојните празнувања, па повеќето од изработените предмети што се нудеа на изложбата имаа великденски обележја. Великденски хепенинг организираа и учениците од основното училиште Раде Кратовче. Во училишниот хол имаше продажна изложба на предмети и украси поврзани со великденското празнување. Собраните средства од продадените ракотворби ќе бидат искористени за потребите на училиштето, односно за набавка на дел од неопходните наставни помагала. Празнична честитка по повод Великден упати градоначалникот на Кочани Радко Димитровски. При тоа порача граѓаните да ја јакнат меѓусебната толеранција и да го зачуваат културниот и национален идентитет. Почитувани сограѓани, во пресред на најголемиот христијански празник Христовото воскресение, кој повеќе од 2000 години е темел на христијанството во светот, дозволете ми да ви го честитам Великден и да ви посакам здравје, благодат, Христова љубов, спокој во секој дом.
Овој празник над празниците нека биде поттик да се утврдуваме во вистината и правдата, во трпението и милосрдието, да живееме во верата со добри дела. Длабоко сум уверен дека токму ваквите големи празници помагаат во јакнењето на националната, меѓунационалната и мултиконфесионалната толеранција, како и во зачувувањето и развивањето на нашиот културен и национален идентитет. Само така можеме нашата татковина да ја направиме поубава за сегашните и идните генерации. Нека ни е честит великиот ден Воскресение Христово. Христос воскресна, навистина воскресна. Кочани би можел да добие второлигашки представник во кошарка. Празничниот викенд на програмата ги носи редовните кола во лигите. Баскет Дино победнички го заврши настапот во М14 лигата. На домашен терен го совлада јуниор со 80-66. Сашко Лазаров е задоволен од учинокот и конечниот пласман на средината од табелата и смета дека учеството во лигата е големо искуство за младите кошаркари. Баскет Дино барем до вторник останува без пласман во втората лига. Марфил Борец, Баскет Дино и Михајловски формираа круг од кој само две екипи продолжија ранг повисоко. Надпреварот помеѓу Борец и Марфил беше регистриран со службен резултат за домакините, поради тоа што екипата од Прилеп не допатува во Велес, а поради подобрата кош разлика од 5 поени во однос на Баскет Дино. Борец обезбеди пласман во втората лига, додека кочанскиот тим извиси. Но затоа ќе има нова шанса на седница на управниот одбор на КФМ во вторник, каде се заговара идејата втората лига до година да брои 12 екипи наместо досегашните 9. Според тренерот Сашко Лазаров, федерацијата е заинтересирана Кочани како кошаркарски град да има свој представник во втората лига. Викендов на програмата е 18-тото коло во женската фудбалска лига. Кочани ќе биде слободен, а двојките ги сочинуваат Ас Юнајтед Билјанин Извори, Младост Оризари Победа Куманово, Борец Тиверија Истатов и Речица Конзули. 20-то коло викендов и во третата фудбалска лига Исток. Осогово во сабота на Никола Мантов се среќава со екипата на Тракања. Надпреварот започнува во 16 часот. Слог 934 се среќава со Каменица Саса, додека Чешиново игра против Напредок Здравје Радово. Останатите двојки се Работника Стибо, Карбинци Брегалница Голак, Беласица Јака и Баби Рудар. Вестите на Канал 8 завршија. Имајте убав празничен викенд. Довидување.